И како што најавивме, денеска гостин е човекот кој што ја донесе многу радост на македонската нација. Еве, пред да го започнам овој интервју, можеби малку непрофесионално од моја страна, ама ќе побарам автограм. Господин Илиевски, ако може да ми се потпишете. Ви благодарам, господин Илиевски. Можете и Владко да ме викате, слободно. Ви благодарам, Владко, што ми дозволивте да ве викам Владко. Еве, веднаш започнам со едно прашање што мене многу ме интересира. Кажете ми, што ви се вртеше низ глава моменти пред тројката? Молам? Па пред тројката, онаа легендарната тројка, моменти пред да ја дадете, што ви се вртеше низ глава? Извинете, јас не очекував вакви прашања, со тројки никогаш не сум се бавел. Ајде кажете ми, од вашите мали нозе, што ве натера да станете кошаркар? Значи, од каде таа... Господине, не сум јас кошаркар, јас сум пејач. Абе, ајде. Јас сум пејач. Да? Да. Нормално е, па сите пееме, па и ние пееме кога ќе победите, и вие сигурно пеете и во соблекувална, и после надпревар, и све, мене се тоа ми е јасно. Сакам да кажам, не сум тој што мислите дека сум. Имате грешка. Ја искрено мислам дека вие сте херојот на македонската нација. Нели сте херој? Па да, јас сум херој. Мислам, не сум таков херој како вие што мислите. Јас не сум Владко од кошарка. Јас сум Владко од морал. Па нормално дека си морален дечко. Ја знам и кога мора и кога не мора, и ти си морален и мора тројка ти, тројката одма. Ама сигурно си играл и баскет. Да, сум играл еднаш. Ете, не те викам ја за џабе во вчерашни. Баш мене ми е омилена четвртата од овој албум. Песниште. Така требало да биде, да. Него кога си во вчерашни, више кажи ми, настапуваш ли по кампањи? Политика не ме интересира. Дај некое друго прашање ако има. Па нема. Фала што беше гостин во вчерашни. Ти посакувам уште многу тројки, ти посакувам уште многу албуми, се гледам. Фала исто и ке вас.